Вечно я сакам постоја своја, Скопје каже ми. Кулминираа недоразбирањата меѓу владата и градот Скопје. Додека двете страни си ја префрлаат вината, градот тоне во смет, а неизвестно е како учениците ќе одат на училиште поради кусокот на автобуси во јавниот превоз. Откако министерот за локална самоуправа Златко Перински по средбата во понеделникот изрази сомнеж дека работите би можеле да тргнат во вистинскиот правец, градоначалничката Данела Арсовска на пресконференција во град Скопје со сите оружја ги нападна советниците на владеачката партија, кои што стоеле некогаш зад неа и давале ветувања. Дека сега со своето негласење го блокираат токму исполнувањето на тие ветувања во градот Скопје. Арсовска порача дека на средбата со Мицкоски, во владата предложила решенија за проблемите со кои се соочува град Скопје, но оцени дека оваа средба делувала повеќе како политички циркус за добивање политички поени. Од владата и дадоа рок до четврток да изготви нови предлози кои што ќе треба да ги презентира пред советниците. Министерот Перински по средбата во владата рече дека не слушнале ништо конструктивно од градоначалничката во однос на решавањето на проблемите со јавното комунално предпријатие и јавното сообраќајно предпријатие. Меѓу нив е и изградбата на пречистителната станица во Скопје, за која Арсовска вели дека е жал што е во застој еден од најголемите проекти во главниот град. Сериозен проблем има и со јавниот превоз, каде не достигаат автобуси во пресрет на почетокот на школската година. И покрај долгот, од 8 милиони евра во кој што се гуши јавното сообраќајно предпријатие, Арсовска е децидна дека бесплатниот студентски превоз не треба да се укинува. Скопје е помеѓу 10 најдепресивни градови на Балканот, пишува Слободна Далмација. Од таму велат дека ова се должи на одливот на голем број на млади луѓе, зголемена корупција и немањето на перспектива. Според Слободна Далмација, поинаку е кога сте во некој град на поминување, а сосема друго е да живееш таму преку целата година. Сараево е на првото местото, додека Скопје е на второто место, а на списокот за причини се наведуваат невработеноста, менталното здравје, загадувањето на животната средина и економската нестабилност. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски денеска им изрази голема благодарност на Воислав Чижбановски, Сами Камилов, Ѓунеш Елес и Мифтар Рајковиќ, вработени во јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, за храброто и пожртвувано гаснење на пожарот на јасен. Советот на општина Центар на вчерашната 39-та седница изгласа одлука за доделување на парични средства за учество во гасењето на пожарите во висина од 36.000 денари. Општина Центар во периодот на беснење на пожарите свика итен координативен состанок со општинскиот штаб за заштита и спасување и представник на Центарот за управување со кризи, каде беше договорено вклучување на општинските служби со сите расположливи капацитети на општината. Преку општествено одговорни компании општина Центар обезбеди и донации на вода и освежителни пијалаци и нивен транспорт до местата каде се наоѓаа екипите кои интервенираа. Општина Илинден интензивно работи на санација, реконструкција и изградба на спортските терени на нејзина територија. Во изминатиот период се изврши санација на тревната површина на 3 фудбалски терени, од кои еден во Кадино и 2 во Марино. Како што информира градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски, оваа значајна инвестиција ќе овозможи подобрување на условите за игра, ќе ги зголеми стандардите на спортската инфраструктура и ќе обезбеди оптимални услови за играчите и љубителите на фудбалот. Градоначалникот додаде дека општина Илинден има голем број на спортски терени кои се реконструирани, но и ново изградени, при што редовно се одржуваат и се во одлична состојба. Терените ги користат клубови, спортски школи и граѓаните, а со санацијата на фудбалските терени се создаваат одлични услови за спортување, но и посилни капацитети за развој на спортот. На територијата на општина Кисела Вода се одвиваат градежни активности за реконструкција на улицата Христо Татарчев. Од општината информираат дека се работи за еден пообемен потек кој се протега на површина од околу 7000 квадратни метри. Средствата за овој проект се обезбедени преку Светска банка и Министерството за транспорт и врски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно